пролетта дојде. Јас сум еве денеска многу пролетно дотерана за вас, а мојата екипа се потруди да ги скоординира масата за да делуваме координирано. Добро дојдовте во уште една емисија. Денес инспирацијата ми беше повеќе една сладка опција како да направите можеби една даска каде што ќе ја наполниме со состојки кои може да ги конзумирате и засебно за доручек или вечера или да бидат дел од некое послужување. Ни следат убави денови, можеби ќе си седнете на тераса, во двор со убава шолја кафе, а ова е еден предлог за колач и ќе ви направам убави лилјакови палачинки, амерички палачинки од боровинки. Целата нишка која денеска ќе ја поврзе емисијата ќе бидат боровинките, заради тоа што сметам дека веќе треба да навлеземе во еден период каде што ќе конзумираме овошје, каде што ќе ни станат достапни сите намирници. За жал емисијата се снима нели пред да станат достапни, па јас имам замрзнати, секогаш може да си ги парачате од Пакет МК, имаат на располагање и свежи и замрзнати бобести овошја, а денешниве ми ги донеса, јас денеска порачав замрзнати заради тоа што сакав малку да ми бидат покрвави во целиот колач. Истава смеса може да направите и во мафини, зависи какви калапи поседувате. Јас имам денеска мојот еден од омилените калапи на каре, силиконската модла, решив да направам во форма на куглов и да ја исечам, но може да ги искористите и нелепливите калапи за мафини, и ова да бидат мафини како милувате така. За да го подготвиме првиот рецепт, бидејќи тој подолго ќе се пече, брашното ми е ставено во нестот, ми треба една чинија каде што ќе ги изматам малку јајцата. Во овој рецепт ќе користам овесни снеголки. Мене Пакет МК ми донеса многу убави органски. Имате и органска секција во Пакет МК, тоа се треба да го знаете, да го користите доколку сакате да конзумирате органска храна. И бидејќи органските овесни снеголки се секогаш малце поцврсти, јас ќе им дадам малку време да ги растопам, ќе ги ставам една шолја органски снеголки, а целата течност во која ќе го замесам тестото ќе биде сокот портокал. Ќе го искористам сокот од портокал, малку да ги покиснам овесните снеголки и ќе започнеме со матење на јајцата. Веќе станав досадна, но ќе повторувам бидејќи има луѓе кои не се уклучуваат секоја емисија. Секогаш кога користите јајца за колач или за благи работи, секогаш јајцата на собна температура. 3 јајца одат во овој рецепт. Ќе ги соединиме прво влажните состојки, па потоа ќе одиме ќе ги префрлиме во сувата содржина. 3 јајца, маталка и дајте им некоја минута за да добијат малку пена. Внатре ќе ставам една цела шолја. За мене е ова шолја во моментов, значи тоа што мерите, таа шолја што ќе искористите, таа продолжувате да ставате и сокот од јаволка и маслото, сончогледово, понеутрално, немој да користите во благи рецепти маслиново масло, знае да го промени вкусот. Промешајте. Внатре ќе ставам кора од цеден портокал. Искористив купен сок од портокал, доколку вие сакате да одите уште поздрава варијанта и уште повеќе здрави состојки, исцедете портокал, исцедете сок од портокал, истиот употребете го внатре. Ќе го ароматизираме тестото со кора од портокал. Секогаш во колачите кора од портокал, кора од лимон прави една неверојатна разлика во сите благи состојки. Промешајте. Направивме една сјајна основа. Внатре ќе ги ставам и снегулките кои ги потопив во сокот портокал. Ќе промешам со лажица, за да се соедини сокот од портокал со маслото, со јајцата. И од кога ги завршивме мокрите состојки, односно влажните намирници, ќе ги споиме сувите намирници. Имам шекер, искористете кафеав, мед, доколку сакате како замена за поздрава опција. Размешајте го низ брашното. Јас денеска користам бело, совршено би одговарал кулачот и со интегрално, доколку сакате повторно преферирате поздрава варијанта. Натримам петиво.
сода, половина лажичка сода. И јас секогаш во сите благи рецепти сакам да ставам еден прстофат сол, само за да ми ја нагласи благоста на нештата внатре ставени. Убаво ќе го размешаме. И сега влажните состојки одат во сувите. Ќе направиме една колач структура. Денеска избрав да биде баш сокот портокал, за да доминира тој вкус на колачот портокал. А внатре ќе го раскрвавиме со убави боровинки. Ќе бидат мало изненадување и украс на колачот. Убаво промешајте. Треба да добиете малку погусто тесто. Редната веќе ја уклучив. Овој колач ќе се пече на 180 степени, 35 до 40 минути. Ќе видите дека е готов кога веќе ќе има направена убава карамелизирана боја на врвот и ќе видите дека полека се одлепува од самиот калап, тогаш е готов. И она стандарден совет дека секогаш кога ќе завршите со печење, го ставате убаво да одмори. Имав многу коментари скоро на запитата од јаболка, ме прашуваа зошто е малку потечна нивната од мојата, иако ги користили сите состојки. Морам да ви кажам дека тоа е заради тоа што одма сте сакале да конзумирате, односно не сте биле трпеливи да и дадете време да се допече, односно да се доготви од кога е извадена од рерна. Ниеден колач, ниту мафини не се вадат одма од калап, иако знам дека искушението е големо. Јас сега, од кога ги додадов боровинките, само благо ќе промешам, затоа што сакам дали гледате да имаме една мермерна структура на целиот колач, односно дел од боровинките испуштија од течноста, малите боровинки остануваат како украси внатре, а дел ќе остане белото тесто и кога ги исечеме колачот ќе биде ненамерно мермерен, затоа нема многу да го мешам и полека ќе го префрлам. Имам на масата уште играчкиот карес. Пред некој ден бев во ќе заборавев. Карес модлите не се лепливи, односно апсолутно може да печете без да ги премачкате. Имаме доста мрсно тесто, но јас сакам да ставам малку, сосема малку, една капка масло, за да може да ми биде сјајно тестото дозгоре. Доколку сакате вие доколку ги имате карес модлите, слободно може да печете, значи ви ветувам дека во модлите на карес апсолутно ништа не се лепи. И тоа е една карактеристика која е многу важна, затоа што не сите можеме да си дозволиме многу садови, доволно е да имаме еден-два кои квалитетно функционираат. И сега ќе ја префрлиме целата смеса, која ќе делува мермерно, целото тесто. Може ако сакате да направите и комбинација, односно да ставите дел во калап, дел да си ставите во мафини, подозгора да ги премачкате со различни топинзи и да имате една мноштво на различни понуди на вашата сладка чинија. Денеска така ја нареков емисијата, сладка чинија, сладка даска со различни прекрасноти кои се благи. Знам дека тие не се добри за нашата фигура, но... И тоа е тоа. Овие колачи се многу лесни, веќе сите знам дека и ги подготвувате и сите имаме различни варијанти. Јас ќе го ставам во рерна, ќе оди од прилика 35-40 минути, 180, овој пат ќе користам вентилатор, доколку вие немате. Качате температурата за 10 степени, значи 190 некаде и се гледаме со вториот рецепт, каде што ќе ви направам амерички палачинки од боровинка. Додека колачот ни се пече, ќе ги направиме америчките палачинки кои имаат феноменална боја.
одлучив да ги направам. Мислам дека еднаш ви покажав палачинки со спанак и тие беа совршено зелени. Знам дека одлично поминаа кај вас. А денеска ќе направиме лилјакови. Феноменално изгледаат, а исто така се многу вкусни заради тоа што основата во која ги правиме се банана и боровинки. За да си помогнам, јас денеска ќе искористам блендер, каде што ќе ставам се. Многу често сакам да смислувам рецепти кои нема да ми испрлијат многу садови, затоа што до сега знаете дека не сакам многу да поминувам време во миење на садови. Затоа ќе ги ставиме сите мокри состојки во блендерот, ќе направиме една убава смеса со која понатака ќе изматиме заедно со брашното убаво тесто и ќе испечеме феноменални палачинки од кои ќе направиме една убава торта со различни мој предлог топинзи. Една банана ќе ставиме целата. Ќе исечкам само за да му помогнам на блендерот. Ставете ја во блендерот, се едно по едно, значи директно внатре. Имам свежи боровинки. Се надевам дека нема да завршат на мојата бела блуза денес. Млеко. Секогаш кога користиме пола млеко, пола вода кога правите палачинки. Едно јајце на собна температура. Ќе ставиме малку масло. 2 лажици. И ништо без президент путерот. Францускиот елемент на феноменалниот президент путер, кој сигурно сум дека со мене ќе се сложите најубавиот путер на пазарот, ќе му даде една богатост на тестото, ќе биде многу вкусно, многу богато, а дополнително ќе ги пржиме на путер, па и надворешноста ќе биде целосно облејана со вкусот на президент. Денеска имам француски несолен путер, бидејќи правам блага варијанта, знаете дека имате солена и блага варијанта на путерот. Знаете дека президент путерот има обележано колку сакате да искористите. Јас ќе искористам една плочка што отприлика му доаѓа околу 20 грама. И е поделено по сантиметри, што го леснува многу процесот. И тоа е тоа. Ова е нашата течност. Затворете го блендерот. И убаво промешајте, дајте му 1 минута за се да се соедини. Сега ќе закитам затоа што и така нема да ме слушате. Кажете дека ова не е нешто што ќе ви ја залечи душата и ќе ви направи да се чувствувате поубаво. Доколку сакате да не користите шекер или било што апсолутно, кој искористате поздрави на мирници, секогаш може да го направите тестот од интегрално брашно. Во некоја од следните емисии сакам да ви покажам како да направите палачинки од леќа. Ги тестира феноменални се, значи на вкус, на мирис. И тука е мојот нест, каде што се ќе соедине. Го ставам целата течност, која е буквално едно искуство и визуелно, заради тоа што боровинките имаат една боја која е ненадмината во природата. Брашно оди внатре, петиво и, како што кажавме, прстав сол, за да ја нагласи благоста. Ќе имаме една лажица и убаво се ќе соединам. Во меѓувреме имамо Лео тавата која може да најдете во Карес, значи целата програма на Лео, да знаете, апсолутно не се лепи и е совршена за правење на палачинки. Дополнително е добро заради тоа што целата површина не е однака пресечена со круг па да ви биде тешко да ја свртите палачинката, тука е целата елипсасто формирана и што ја го леснува многу процесот кога сакате да свртите палачинка. Ки го соединиме тестото, треба да биде погусто. Америчките палачинки секогаш знаете дека треба да имате погусто тесто од она на кое го правиме за обични палачинки. Убаво се ќе соединиме. Еве како ќе изгледа нашето тесто. Промешајте го некоја минута за убаво да се соедини. Дури ако имате време и одморете го, секое тесто многу поубаво
излегува на крајниот резултат, доколку му дадете време и го одморите. И ова е текстурата која ви е потребна за да ги направиме палачинките. Ќе користам, како што ви кажав, президент путер за да ги убаво да ги замирисам и ароматизирам палачинките од надворешната страна. Тавата немој да ја загревате многу, бидејќи путерот може да ви изгори, а секогаш кога сакате да го заштитите путерот да не изгори, ставете неколку капки масло. Мислам дека ми е ова доволно за една палачинка. Да. И ќе ставам една капка масло. Мојата мерка ќе биде кутлачата осетат на карес и ставете на средина. Убаво формирајте круг и запамтете која големина е, за цело време користете една мерица за да може после да направиме убава торта и куп од палачинките. На палачинките им треба од прилика 5-6 минути од секоја страна. Не ги подигате, не ги мрдате, се додека не сте сигурни дека завршиле со готвењето. Ќе забележите дека се готови за вртење кога по страните ќе почнат да се формираат меури, односно ќе направат еден запечен прстен, меури по површината, а потоа внимателно ќе ги свртиме за да се испечат од другата страна. Значи америчките палачинки ги печеме еднакво време од двете страни. Не знам дали може да забележите, веќе се формираше тој запечен прстен од страната и ова се тие меури кои ви зборувам. Значи тие ќе излезат од сите страни, буквално ќе почнат, ќе видите дека од површината веќе делува суво и внимателно ќе превртиме за да се испече. Не се грижете ако има баш како изделува загорено, не е загорено, меѓутоа тестото е плаво лилјаково и во допир со топлината делува дека е подгорена. Апсолутно не е изгорена палачинката, меѓутоа внимавајте да не им дадете повеќе од 5-6 минути од една страна. Ќе направиме цел куп и се гледаме за кратко со топинзите. И сега ќе направиме една торта од палачинки. Секогаш кога правам палачинки амерички, некако не можам да си дозволам тие да бидат исконзумирани само намачкани со некој чоколаден крем или нешто такво. Морам да ви кажам дека моите деца многу ги сакаат со чоколаден крем и путер од кикирики, а јас секогаш наоѓам различни начини да ги наместам под слоевите да искреирам вкус кој ќе им се допадне. Палачинките ги редиме една по друга и ќе ги направиме со различен топинг. Денеска имам една обична кисела павлака, овој сос мислам дека неколку пати ви го имам до сега покажано. Во кисела павлака, убаво ќе изгмечите, ставате шекерва прав за да добие поинаква, ќе стане малку покремаста, ќе биде по-фина и ќе има кисело благ вкус, баш како јогурт, овочен јогурт. Убаво ќе го промешаме шеќерот во прав. Не знам дали може да забележите како ја менува својата боја од бела, снежно бела, добива како слонова коска и баш има вкус на јогурт, онаков овошен јогурт кој би се конзумирал, нели, кој го конзумираме најчесто во летно време. Може да направите и убав сладолед од ова, од кисела павлака, шекерова прав внатре, зачинете со нешто, ставите по некоја овошје, замрзнете, кога имате замрзнато на фроузен јогурт баш, што можеби во Америка многу се навикнати да го користат. Фроузен јогурт во суштина се прави од павлака. И одиме ред по ред. Значи, овој кафеав круг што го гледате на самата палачинка, во основа е темното тесто кое е подпечено со путерот. Нема апсолутно мирис на загорено и кога правите темни теста, очекувајте да бидат потемно испечени од кога ги ставате на оган. Ги редиме една врз друга, буквално како да сакаме да направиме торта и како да мислиме дека знаеме да направиме торта. Се шегувам. Веќе мислам дека станав досадна со шалите на моја сметка. Одам со еден слој павлака со шекерова прав. Имам убави јаготки, добив и нов сет на ножеви од карес, дуо и ќе направиме тенки убави ливчиња од јаготка. Јагодата многу убаво ми одговара со јогуртот, тоа е со павлаката.
како комбинација. Втора палачинка. На неја ќе ставам монте, односно чоколадно пудингче кое е обсесивно најомилениот десерт на Лео син ми. А мене совршено ми одговара во комбинацијава. Врз монтата ќе ставам банана. Убаво на тенко. Немој да правите подебели крукчиња од бананата, бидејќи ќе биде баш куп од палачинки, доколку тие се подебели, ќе нарушат статиката и може да ви се преварти тортата од амерички палачинки. Наредете банана. Повторно, уште еден слој. Одиме сега павлаката. Јаготки. Ова е мојот избор, значи апсолутно вие можете да изберете сосема некој друг топинг кој ви се допаѓа. Можете да ги конзумирате со мед, само со шекер во прав, путер од кикирики, она што ви се допаѓа како вкусови, секогаш користете го за топингот. Пробајте го тестото пред да го наполните, видете која му е структурата, текстурата, се сеќавате дека ставивме внатре банана, го правевме со помош на изблендирана банана, така да секогаш споите ги вкусовите. Повторно имаме од монтата. Банана. И секогаш можете една по една да ги користите, да ги полните, односно да ставите две измеѓу, а можете да направите ваков куп и да го исечете убаво со триаголници да делуваат како торта. И последниот слој повторно одива од нашата убава павлака. Тука одат јаготките. Баш како увошен јогурт би дошло како комбинација. Имаме последен слој. Убаво премачкајте го да го почувствувате вкусот при секој залак. Ставим уште малку банана на тенко. Додадете мелени бисквити. Се надевам дека нема да ми се сруши мојата кула од амерички палачинки. И последната ќе ја премачкам со малку јогурт, тоест павлака со прав шекер. Имам тука стопен мед. Ќе дадам уште малку вкус. Убаво нека се разлее по страните. Ставиме јаготка. Имам малку мелени ореви. Се надевам дека ќе застане јаготката. И ова е мојата торта од амерички палачинки направени како основа од боровинки и банана. Да расчистам малку и сега мислам дека наред да ви го покажам колачето.
Колачот го испеков и го одморив 15-20 минути. Ви објаснив дека продолжува процесот на готвење, го извадив од калапот, видете колку совршено изгледа. И она што сакам дополнително да му направам на колачот пред да го исечам е да направам еден сос кој од згора ќе му го збогати вкусот. Сосот ќе го направам со преостанатиот мед. Бидејќи тегличката ми беше баш на крај, ставив натре вода, ја стоприв и имам медова вода, малку. Натре ќе ставам повторно президент путер, околу 20 на грама. Ќе ги ставам во микро, малку да ми се стоплат, околу 20 на секунди. И после ќе да дадеме малку шеќер, малку мелени ореви, цимет и ќе го прелееме целиот колач. Тоа беше знак дека се веќе растопени. Со една вилушка ќе помогна ми путера да се стопи. Не сакате да го стопите за до вриење, само да се стопли целата течност и да се соедини. Еве како треба да добиете буквално како влажна една текстура. Внатре ќе ставам малку шеќер, зашто сакам да биде баш тестото внатре не беше многу шеќересто, ако се сеќавате. И ќе ставам мелени ореви. И на крај ќе додадам малку цимет. Мед, ореви и цимет, зарем не е тоа најсовршеното нешто што може да го најдете како на врвот на секој колач. И со една лажица убаво прелите го колачот. Доколку сакате да се стегне и да остане како глазура, ставете го после малку во фрижидер за да се стегне путер од медот. Се трудам да се сконцентрирам да го направам и убаво да изгледа. И на крај морам да го исечам за да ви покажам каква мермерна структура има внатре. И сакам да ви исечам да ви покажам колку е шарен внатре. И додадете му некое парченце овошје, ја мислам дека јаготка убаво изгледа во целиот овој колорит. Еве како изгледа внатре, целиот е мермерен. И тоа беше се за денес. Ви подготвив два рецепти кои можеби ќе ви дадат можност да седнете со убава шолја кафе, чај, да си направите муабет со домашните и да уживате во прекрасните вкусови. Со чаша млеко е фантастичен доручек и едното и другото и една различна понуда од она што сме навикнати да го конзумираме. Јас сигурно ќе ви направам уште многу палачинки, уште многу различни колачи, а до тогаш останете ми во добро здравје, во добро расположение и гледајте ни и следете наредовно на нашите профили на социјалните мрежи и секако претплатете се на каналот на YouTube и таму ги постираме веќе сите рецепти кои секогаш ме прашувате кои состојки фалат, таму може да ги погледнете кога веќе нема да се даваат на телевизија. Останете ми добро.